Повеќе од 1000 евра месечно легнуваат на сметките на Никос Чаусидис, Људмил Спасов, Ана Чупеска, Далибор Јовановски, Фахри Рамадани, Кица Колбе и 1200 евра на сметката на Виктор Габер. За 60 месеци работа во Комисијата за ревизија на историјата по грчки терк. Секој еден од овие луѓе, од парите на граѓаните, за 5 години заработил над 60.000 евра. Од Министерството за надворешни работи се обидува да ги сокријат овие податоци во одговорите на нашите барања за пристап до информација од јавен карактер, но Алфа ТВ конечно дојде до договорите склучени помеѓу нив и МНР. Тие и овој пат преку цензурирање на дел од информациите направиле обид да ги сокријат овие податоци од јавноста, но во двојазичниот документ. Тоа изумиле да го сторат и во делот на албански јазик. Покрај високите плати кои ги добиваат од граѓаните, на членовите на ова тело им се покриени и патни трошоци, но и дневници за секое службено патување, кои од МНР се уште ги кријат. Може би поспорно од високите надоместоци кои ги земаат овие луѓе се ограничувањата и тајноста за нивната работа. Во договорите каде покрај нивниот стои потписот и на Бујар Османи. Тие не смеат ништо да кажат за нивната работа. Сите податоци и информации кои ќе ги дознае во текот на работењето, како и по евентуалното престанување на овој договор, да ги чува како деловна тајна, без претходна писмена согласност од страна на Министерството. Истите не смее да ги стави на било кој начин на располагање на трети лица. Алфа ТВ се обиде да добие одговори лично и од членовите на оваа комисија, но тие ни порачаа став да побараме од предводникот на ова тело, дипломатот Виктор Габер, кој пак не се одважи да одговори на нашите телефонски јавувања и писмени дописи, со цел да ја оправда платата која ја зема од граѓаните.